Добар ден, драги ученици! Денес ќе имаме час по македонски јазик за 6 одделение. Наставната содржина е раскажувач во трето лице. Јас сум Лидија Паневска од Основното општинско училиште Димитар Миладинов од Скопје. Најнапред да се потсетиме од минатиот час. Наратологија е наука за раскажувањето. Се занимава со формалната страна на уредување на прозниот текст. Овој збор доаѓа од латинскиот збор narratio, што значи раскажува, прикажува. Раскажувачот уште се вика и наратор. Раскажувачот може да биде во прво лице, како што видовме во минатиот час, и во трето лице. Раскажувач и автор не е исто. Авторот го создава раскажувачот, иако и самиот може да биде раскажувач. Денешната наставна содржина е раскажувач во трето лице. Раскажувањето знаеме дека спаѓа во родот епика. Во епиката се раскажуваат настани во кои учествуваат ликови. Зборот нарација, што потекнува од латинско потекло, значи токму раскажување, изложување или прикажување. Затоа и раскажувачот можеме да го викаме и наратор. Раскажувачот раскажува во прво или трето лице, но може и во двете лица истовремено. Авторот на една литературна творба не се изедначува со раскажувачот на творбата. Тој е оној кој ја создава творбата, но го создал и раскажувачот во неа. Раскажувачот може да биде воедно и човек, животно, предмет, растение, инсект и слично. Сега имаме извадок од текстот Дарби од Сане Здравковски, кој гласи: во почетокот, кога се делеа дарбите, на секое живо суштество, на луѓето, животните, птиците, инсектите, растенијата, пчелата имаше причина да не биде задоволна при се што беше наградена со најубавите дарби. За секоја дарба од небото слегуваше по една звезда. Таа му ја предаваше дарбата на живото суштество и веднаш се враќаше назад. Затоа, ако се задржаше подолго време, секое животно или растение ќе посакаше не една, туку повеќе дарби. Раскажувачот знаеме дека може да раскажува во прво и трето лице, но во нашиот пример раскажувањето на настаните е во трето лице. Во дадениот извадок ги подвлековме глаголите кои ги раскажуваат настаните во трето лице, тоест самиот раскажувач има увид на настаните кои им се случуваат на ликовите. Сега имаме извадок од познатата сказна Принцезата на зрно грашок од Ханс Кристијан Андерсен. Живеел еднаш некој принц, кој сакал да се ожени со принцезата, но со вистинска принцеза. Пообиколил сиот свет, барајќи таква принцеза, но никако не бил задоволен. Принцези имало многу, но ни за една не бил уверен дека е таа вистинската принцеза. Секогаш нешто му пречело. Раскажувачот во овој извадок од сказната не дава никакви податоци за себе, туку тој раскажува едноставно во трето лице. Ајде сега, ученици, да ги најдеме глаголите во извадокот од оваа сказна. Глаголите во оваа сказна се си живеел, сакал, се ожени, обиколил, бил, имало, повторно бил, пречело. Во овој извадок од сказната ние ги подвлековме глаголите, а раскажувачот е во трето лице и го нарекуваме уште и сезнаечки раскажувач. Раскажувачот во оваа сказна раскажува како да не ги знае раскажаните нешта, туку како тие да му се раскажани од друг, а тоа го гледаме во глаголската ел форма од глаголите живеел, сакал, бил, имало и други. На крај ќе дадеме домашна работа. Повеќе изучената народна приказна Најслаткиот плод, определете во кое лице раскажува раскажувачот. Во истата народна приказна одвлечете ги и глаголите. Ученици, имајте убав ден!